бенефит од образованието неорганизирано за водомошни услови никако. Промената е направена. Минатата година страшно не критикувавте и аз го разберам. Тоа вие сте опозиција, тоа е ваша работа, но сметам дека е честно, поради нашиот честен однос кон опозицијата, кога не критикувате, тоа да биде аргументирано. Нема образовни асистенти, да нема. Кога распишуваме конкурс за образовни асистенти, се пријавува помал број од она што е предвидено според Комисијата за функционална процента. Нема. Не се јавуваат доволен број. Дополнително, една теза која се шири дека секое дете, без оглед на својата попречност, треба да има образовен асистент, не е точна. Оти не станува збор за личен асистент и за образовен асистент, туку станува збор за образовна асистенција. Пак Комисијата за функционална проценка вели дека 2 деца може да имаат еден асистент, во зависност од попреченоста, дека може би и 3 деца може да имаат еден асистент во зависност од попреченоста, дека во училиштето има инклузивен тим, дека во училиштето има одреден наставник, нели, кој ќе се грижи за тоа дете со попреченост и така натаму. Што значи, кога ќе влезат во училиштата оние деца кои можат да следат наставата во регуларното училиште според нашите услови, децата не се останени без образовна асистенција. Колку сме ние подготвени за такво нешто, оставам дека слободно можеме да дискутираме, но